Добро вечер, луѓе! Продукција Скок вечерва со трето продолжение од серијалот Напуштање првенствен надпревар во Македонската фудбалска лига. Зборуваме за Гостивар, зборуваме претходно и за Воска. Но зборуваме и за тоа колку оваа тема, колку овие случувања ја разбрануваа македонската фудбалска јавност и она тука и она што е преку океанот. Вечерва ќе зборуваме за темата за луѓето кои што се преку океанот, што имаат нешто да порачаат. Кој се јави? Зошто? Кому сака нешто да му порача? Гледате после джингл. Работејќи на оваа тема околу напуштањето на надпреварите на Воска и на Гостивар, овие 3 дена, од моментот кога Гостивар замине и нешто претходно Воска кога напушти, се слушнавме, се видовме, разговаравме, разменивме мислења, прашавме многу луѓе овдека, но ете, на наше изненадување или моје изненадување, и се јавија некои луѓе. Луѓето што се јавија се во друга временска зона Другутов. Ајде да ни кажеш, кој се јавува, зошто и кому што порачува? Добро вечер и од мене до нашите гледачи и сите оние кои не коментираат. Вторник, убав ден, трето продолжение од серијалот Гостивар и Воска, некако изгледа приказна без крај, интересна за фудбалската јавност. Звонат електронските комуникации од другата страна на жицата, пријатен глас, добро познат глас, секогаш фудбалски расположен, Андон Дончевски, нашиот селектор. Навистина пријатно изненадување после протоколарните 1 минута 2-3 секунди. Дончо, како топ вели, Мијалчо, се борите за доброто на македонскиот фудбал. Ова напуштање е невидена работа, ова е преседан. Те молам да му порачаш на преседателот на Фудбалската федерација на Македонија, Масар Омерагик, кога го знам како еден ситен кавгаџија и фудбалски бунтовник, да ја истера оваа работа до крај, да не застанува и да им ја останав джашен. Го продолживме разговорот и морам ова да го кажам за нашата публика. Со Андон Дончевски се вративме 30 на години и 30, можеби 40 години наназад, кога беше тренер на Вардар, а Вардар играјќи со Партизан во Белград беше драстично оштетен од судиите. Нема да верувате, се ежам. Јас го подсетив Дончо на тој надпревар. Дончо ми вика: Мијалче, го памтам судијата, Хорват од Загреб, 2 црвени картона ни даде. И јас во шерет му викам: па што не ги извади играчите надвор од ревот од судијата? И јас да ги извадам играчите, можеше 7 играчи да не исклучи и да го прекинат надпреварот. Со тројца војводи ќе играме и ќе изгубиме со 1 разлика. Ова е една порака од Андон Дончевски која ја осликува сликата за напуштањето на надпреварите на Гостивар и на Воска. Ова се зборови на нашиот селектор која водеше репрезентацијата, кој му порача, ме замоли едноставно да му пренесам на председателот Масар Омерагик дека да ги пренесам неговите поздрави и да ја пренесам неговата заложба и неговата порака дека ова мора да се истера до крај по ПС и да нема милост за никого. Едноставно Дончо заврши со зборовите надвор од она после што се разговаравме. Мијалче, мора да се знае кој е домаќин во македонскиот фудбал, кој го води шампионатот, кој го води првенството, кој го управува, а кој е гостин, кој е странски инвеститор, кој е тука дојде во Македонија да прави резултати и успеси. Секоја почит за тоа, меѓутоа правилата се исти за сите. Јас само на ова сакам да се надоврзам кратко, нешто што ти ми го сподели, после разговорот што го имаше со Чичко Дончо. Заборави можеби изуми да го кажеш, каде што прво, пред да ја прати Чичко Дончо пораката кон председателот Омерагич, те прашува: Мијалче, како стоиш со новиот председател? Го познаваш ли? Да. Сега, колку се познаваат Другутов и новиот председател Масар Омерагич? Ке гледаме после джинглот. Прво ќе речам поздрав Чичко Дончо од продукција Скок. Те поздравуваме и те чекаме повторно да дојдеш овдека кај нас, малку да не расположиш со твоите приказни, со твоето присуство. А она во кое што продолжуваме со емисијата е, ајде да
она што те праша Чичко Дончо колку време го познаваш Омерагич, ај малку да го во нашата пета димензија да го споделиме со јавноста. Со актуелниот председател Масар Омерагич се познаваме некаде пред 35 години, кога играше за Балкан Стококомерс, па играше за Слога Југомагна, па за Вардар и така натаму, но го знам кога сум пишала за Чичко му, ете Омерагич, точно тоа го отворивме и со Дончо, да му објаснам од каде доаѓа мојата конекција. Чичкото на Масар Омерагич, ете Омерагич беше еминентен тренер во Турција, на едно гостување во Скопје ја правев интервју со него за страниците на Скок, значи тоа е 35-6 години, но суштината на ова е дека го познава Масар Омерагич како бунтовник на зелениот терен, како кавгаџија на зелениот правоаголник, како да кажам фудбалски воин во противничкиот 16-тник, како неустрашлив играч кога играл на страна, секогаш исто било, и го познавам и како кавгаџија, како фудбалски функционер од времето на 2001-2002 година, кога отворено се спротивуваше на тогашните аномалии во тогашниот управен одбор на ФФ. Тоа кога велиш кавгаџија, ај малце попрецизно, што значи кавгаџија? Борец за правда, за вистина, да го каже својот глас? Во секој случај борец за правда и за вистина никогаш не бил оптоварен, барем јас така го знам, со позадината, со авторитетот од другата страна. Масар Омерагич се спротистави на браќите Муминови кога беа во Слога Југомагна отворено на управен одбор за одредени нивни потези. Он како член на управен одбор. Да, тогаш. И тоа, ако се сеќаваш, Петрит Баута, нашиот пријател Чичко Петрит Баута во Струга, без да го прашаме го спомена тоа дека се сеќава на Масар Омерагич како таков човек. Ова изворно можам да го кажам, среќавајќи го Чичко Петрит во Струга минатата година или предминатата, не знам кога беше, и снимајќи со него покрај кеот на Дрим, прашува, уште не беше Омерагич дојден за председател, и те прашува, те прашува кој ќе биде Мијалче председател, и ти му викаш, треба да биде Масар Омерагич, така се работеше тогаш, веќе се знаеше името и се, и Чичко Петрит вика, абе тој ли е Масар, оној Масар, што кога беше високиот, стално нешто што се подкаруваше во управниот одбор. Да се вратиме на актуелната тема, значи денес да, во тој контекст сакам да ми кажеш нешто за си земам за право да кажам дека го знам неговиот карактер, неговите принципи, дури и некојаш кога му велиш дека не е во право, тој го тера неговото да го истера до крај таа правда, па дури да загуби во таа, да кажам, спортска борба. Меѓутоа, она што сега се случува со истапувањето на гостовари на Воска и она кое, ние го имавме како официјални разговори со некои официјални лица, како ќе се тера постапката тука, што е веројатно, која ќе биде казната за гостивар, веќе за Воска знаеме. И дури дојдовме низ овие сите разговори, која е позадината или дел од позадината на сите овие случувања за која ќе зборуваме во продолжение на емисијата. Мислам дека фронтменот на раководството на Фудбалската федерација на Македонија, председателот Масар Омерагич, отвара една линија на фронт за расчистување на овие самоволија, новие проблеми, нови ситуации. Он всушност во неколку наврати на последното собрание и претходно и на брифингот со новинарите истакна дека влегува во безкомпромисна борба против криминалот. Така мислам дека и во изјавата официјална. Тој го кажува така. Што се случува, најави ревизии дека имало, ќе има, а се зборуваме за работењето во Фудбалската федерација на Македонија пред Масар Омерагич да дојде на чело. Добро, и во моите официјални и во неофицијални контакти со него, ја никогаш тоа не сум го користел, не да Боже да го злоупотребам. Веќе имам, лично ја имам најава од него дека и по цена да не остане председател до крајот на мандатот, Масар Омерагич тргнува во расчистување на овие ситуации околу напуштање на екипите, околу тоа според него видување и наша подршка во таа насока дека ова е самоволие. И добивме и некои информации од куќата на фудбалот, од другите луѓе кои се задолжени за тие оперативни информации, дека и евентуалното напуштање на некои други екипи, можно напуштање, не прејудицираме ништо, воопшто нема да го загрози системот според официјална информација, бидејќи
Одигра ми се повеќе има потврдена информација од куќата на УЕФА од НИОН дека се одиграни 75% од фудбалот и дека доволно со 6 екипи да останат до крај на првенството и нашите представници ќе играат во куповите на УЕФА. Тоа е најважното. Ова значи тоа остава простор за војна, за рачистување. Па не за војна, него за тирање на битката како што ја почнале. Не, и да нема според изворите од куќата на фудбал да нема уцени кон нив. Така. Дека вака ќе правиме, така ќе правиме. Види, самото по себе се наметнува тоа, значи читајќи ги, јас можеби сум тавтологична, но читајќи ги големата маса на луѓе кои што се заинтересирани за случувањата во македонскиот фудбал, што директно вклучени во него, што обични гледачи набивачи, значи сите се прашуваат ајде сега ќе излезе или кој ќе излезе друг кој. Значи кој да излезе сега, кој и да излезе и да напушти, де факто македонското фудбалско првенство по правилата на УЕФА ќе биде регуларно. Така е. Во тоа насока, само би се надоврзал на тебе, зборувајќи сега со, условно кажано со опозицијата, со луѓе кои се блиски до гостивари до тие случувања, велат дека и по целата контроверзност на газдата на клубот, кој нели инвестира и го одржува клубот во живот, тука стои една друга групација на фудбалери поранешни на гостивар, на градска структура од гостивар, која на некој начин му праќа порака на актуелниот газда дека не може да си поигрува со историјата на клубот, односно не дај Боже да се случи нешто да го остави гостивар на ветрометина. Значи она што е случајно е направено. Зборуваме за старите гостиварчани во смисол фудбалски врзани за фудбалски врзани за гостивар. Значи грешката е направена. Очигледно грешката е направена од газдата на гостивар. Таа грешка треба да се прифати заедно со казната која ќе биде одредена деновиве. Среда, четврток, најверојатно до крајот дисциплинската комисија. И мислам, лично моје субјективно мислење дека треба да преовлада разумот кај газдата на гостивар и кај другите структури на овој фудбалски клуб кој веќе ги спомнав, гостивар да ја прифати казната и да продолжи да го игра првенство. Јас види, не сакам да одиме со шпекулации, но исто така моите информации пак и со луѓето со кои што јас зборував, велат дека Наташа не е се онака како што ти си замислила. Јас навистина не кријам, добив представа некоја за човекот кој што не го познавам, никогаш и не сум го сретнала и навистина не му го знам името, не се ни потрудив да го прочитам како се вика. Не, ирелевантно е, има регистриране. Значи, јас добив, знаеш како, и тоа е пренесено низ претходните две емисии, јас добив некакво чувство дека ако некој човек сака и одбере да вложува во фудбалот, па токму во мојата држава, во Македонија, и направил некаква си грешка која што треба да ја плати казната, дека треба да се потрудиме да му се даде, да му се прости, ајде да кажам у наводници, да му се прости, значи да не се случува понатаму, но да остане. Но разговорите кои што ги водев со луѓето, зборувам мои луѓе блиски, кои што зборуваме отворено, толку многу работи изнаслушав, кои што нити се за во јавност, нити имам намера да ги споделам, каде што мене ми ја менуваат атмосферата во гостивар, внатре во собликувалната, во клубот, во структурите, кај старите навивачи гостивар не е сјајна. Да не одиме во деталите. Ти знаеш зашто зборувам. Не е сјајна. Значи мене ќе кажам веднаш ми го менуваат мислењето и ставот, иако во принцип пак нема повторно нема да судам за човек кој што не го познавам, ќе останам воздржана. Но значи се менуваат нештата. Не е се така како што ние мислиме и некој друг мисли. Има многу работи кои што ниту ние ги знаеме, ниту луѓето ги познаат. Еве, во тој контекст и околу излигувањето и истапувањето од лигата на Воска, која се случи една недела пред ова да се случи со гостивар. Значи, официјално од куќата на фудбалот, од релевантни луѓе кои ги работат тие работи, трансакции, имаме потврда дека од солидарниот фонд УЕФА, од парите кои УЕФА ги дава за клубовите, веќе на Воска и се префрлени во две транши 110.000 евра, тоа е за ланската сезона од тој солидарен фонд, и околу 160.000 евра непосредно, не повеќе од 10 дена пред надпреварот со Вардар. Сега, зошто го кажувам ова? Ова се пари од солидарниот фонд УЕФА кои апсолутно ги следуваат клубовите, меѓутоа за овие 160.000 евра кои Воска ги добила за оваа сезона, значи 110.000 сезона, Воска мора да го доигра првенството. Воска мора да ги оправда тие пари, да учествува, да игра и да ги троши. А сега излегува малку дека
раководството на Воска постапува Манговски, ги добива парите, тоа е мое видување. И за 5-6 дена со Вардар се откажува од лигата со 160.000 евро во нивната каса добиена од ФФЛ. Ова е официјална информација. Мислам малку тука не да етички. да. Не етички. Ајде одиме уште еден краток џингл па продолжувам. Ајде да продолжиме онаму каде што застанавме. Јас нема да се задржувам околу ова со парите на тема Воска, значи си има органи нека си го тераат своето. Но само да те дополнам, официјално ФФМ ќе побара враќање на парите од Воска во касата на ФФМ, бидејќи него игра првенството, а парите се наменети за првенството. За првенството, па така и треба да биде, затоа верувам дека си има луѓе кои што тоа ќе си го одработат. Она што јас сакам да го споделам со вас е дека како го должам како објаснување или го должиме како објаснување е оној момент спорен, нели, поради кој што Гостивар напушта, иако напушта после не знам колку минути од доделениот црвен картон. Исконтактиравме поприлично луѓе од судиската фела. И јас, и ти. И тоа зборуваме за луѓе и кои се во Фудбалска федерација и кои се надвор во Фудбалска федерација. Не во Фудбалска федерација, луѓе кои што судат и луѓе кои што суделе во минатото, а сега не судат. Сега се малку на страна. Така, значи мислењата се поделени, односно некои велат да чист старт за црвен картон, други велат може на ваков надпревар и да не се свири црвен картон. И тука да завршиме, заклучокот е еден и единствен. Додека нема VAR технологија, ние ќе се зборуваме едно, другите ќе зборуваат друго, третите трето. Јас го гледам вака, ти онака, оно е онака. Значи VAR технологија. Е сега, кога сме веќе пак е VAR технологијата, само да дополнам, ако имаше VAR технологија на овој надпревар, веројатноста дека судијата ќе ја принече одлуката секогаш постои. Постои, не знаеме како, но така е, така е. Не значи дека ќе ја принече, ама постои веројатно. Затоа е VAR неопходен. Па неопходен е, ама затоа и Оме Рагич го најави дека официјално следната сезона фудбалска ќе има и го најави дека на финалето на купот ќе го има. Така е, тоа зашто уште малку ќе позборуваме е финалето на купот на Македонија помеѓу Вардар и Струга Тримлум кој што ќе се одигра на градскиот стадион во Скопје или стадионот Тодор Проевски на 21 мај, мислам дека е 21 часот или 20 часот. Во 20 часот. Ај сподели некоја информација повеќе на оваа тема. Првата официјална информација која добивме од куќата на фудбалот е дека веќе се направени контакти од организационен аспект на оваа тема и дека и Вардар и Струга како два еминентни тимови добро организирани во овој момент зборуваме, приоѓаат со полна сериозност кон финалето и со пиетет и воопшто не станува веќе збор ако до продукција скок, морам отворено да го кажам, тоа имаше доза на шпекулација или она што викаме фудбалски боцкање на Дургутов. Зли јазици дека Струга може да се откаже од финалето, дека Беса ќе истапи ако изгуби од Вардар, еве сега го отворам. И тој значи дефинитивно Струга најеснавски во Фудбалската федерација најавува дека се подготвува за финалето, дека е добро што ќе се игра на градски заради VAR системот, она што ти го отвори. Значи ако има спорна ситуација ќе се врати и ќе се разгледува. Од друга страна и од Вардар доаѓаат добри ветришта дека Вардар влегува со амбиции да влезе во една спортска фудбалска битка за освојување на пехорот и колку што може да види на надпреварот ќе биде пренесуван на телевизија. Да. Мислам дека ќе биде. Ќе биде. Значи финалето ќе биде пренесувано на телевизија, на финалето ќе има VAR технологија. Зборуваме за две екипи кои што меѓусебно се почитуваат, за стабилни екипи. Струга Тримлум е исклучително стабилна екипа. Дури раководството на Струга Тримлум се сериозни луѓе кои што стојат за овој проект години назад, актуелен шампион на Македонија. Сите шпекулации околу ова, пак извини ако те прекинувам, стигнати лично на моја адреса, ајде да. Добро, да, така е, така. И на кој и искрено на целото искуство кога имам малку дури можеби и искрено кажам наседнав. Наседнав од аспект дека може нешто и тука да се случи, се тргнати на страна. Некоја доза на позадина, она која го истражувавме во овие 2-3 дена, на овие две истапувања на Воска и на Гостивар и на овие шпекулации пуштени до продукција скок, а се поврзани со една друга работа за која исто така добивме официјална информација од ФФМ. Нешто ќе споделиш за тоа? Значи зборуваме за
финансиската конструкција на хетрик програмата која УЕФА ја донира на сите нејзини членки и национални асоциации. И она што можам да го соопштам на нашата публика и која мислам дека со натрпение треба да се чека најофицијална информација од Фудбалската федерација на Македонија од највисоките инстанции, дека за 5-6 денови, можеби 10 на најмногу, ќе излезе еден видео материјал од куќата на фудбалот во која ќе бидат презентирани 3 мини проекти, изградба на 3 трибини во Штип на стадионот на ФК Брегалница, на трибината во Кичево и на трибината на Билјанин Издори во Охрид, каде што според сознанија на луѓе кои се задолжени за оваа операција и за ова, да кажем, условно финансиска ревизија на овие проекти, веќе има отворени сомневања, индици, да не речам дека и докази низ временските ситуации на изградба на овие трибини, дека парите се потрошени до краја, дека временските не се направени. Временските ситуации тапкаат во место и некаде се на 1/3 во некој стадион до 2/3 на друг стадион, меѓутоа ништо не е завршено, а парите се дефинитивно потрошени. И тоа е на сериозна најава, она што првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија лично го изнесе низ еден, ајде да кажем, официјален разговор, дека цврсто стои во таа борба, во тоа негово настојување да се стави стоп на самоволието и стоп на девијантните однесувања во Македонската фудбалска лига, дури и по цена да не го истера мандатот до крај, ако не е тој прав. Демек, ќе тирам до крај, без разлика што. Види, навистина се разбранува јавноста со овие одстапувања на Гостива Ривоска. Се разбранува. Верувам дека и во Федерацијата не ми е седно, но па по ова сето друго што го зборуваме, никому на ниту еден нормален не може да му биде седно да се случуваат вакви нешта. Но ако е работата до таму стигната, јас јавно да кажам, јас или ти да кажеш, поддршка за терање на работата до крај. Апсолутно. Тука немаме дилема. Доста веќе се залажуваме, доста веќе само боцкаме, еве како ние што имавме боцки, Струга нема да игра, Вардар го добил, готово Вардар може да прослави спрема некој, дека го договорил финалето, ма глупости. Дајте, секогаш нешто преюдицираме, секогаш нешто ова. Па дури, еве и ние, како велиме да бидеме самокритични, значи и јас го гледам со моите очи дека не е црвен картон, тоа не значи дека јас за Гостивар не навивам, па дека го гледам така. Да. Сите ние гледаме на нештата различно. Целта, ако ни е правилна, правична, е една, да ни оди македонскиот фудбал во нагорна линија, не да во надолна. Тоа е пораката која јас ја пренесов до претседателот Омер, морам да бидам отворен пред публиката. Тоа е на моја должност, на почит кон Андон Дончевски, неговата порака, неговите зборови, поздравите да ги пренесам до првиот човек на македонскиот фудбал. И во таа насока сакам да апострофирам дека токму од Масар Омераги доаѓа пораката дека влегува во една расправија, да не речем, во една борба, во една ајде и војна нека биде, да се стави стоп на самоволието и на девијантното однесување и на тој финансиски, условно кажано финансиски криминал направен со злоупотреба на овие финансиски средства. Сето тоа нели е работа и на други органи, меѓутоа рете да истакнеме, рете да го отвориме тоа и да кажеме и дека ќе посветиме внимание со видео материјал на лице место до каде се стигнати овие три проекти. Ако е тоа се, имаме уште нешто да споделиме со гледачите? Па, тука остануваме, можеме да најавиме дека серијалот на темата Гостивар Ривоска планираме да продолжи и понатаму со одлуките, со казните. Да, денеска се викнати на разговор, тоа знаеме дека денеска се повикани на разговор раководството. Дел се повикани на разговор, дел даваат писмени изјави официјални. Да, па тоа мислев. Да, на тоа и мислев. И еве јас нешто што се сети во моментот, да не го отворевме ова и ќе го заборавев. Исто така имаме информација и околу она што го апострофиравме, но во првата емисија, не во последната емисија, него во предходната, каде што велиме судиска неправда или во заграда со димензија, дека ќе чекаме официјална потврда за тоа, дека она за кое што се прашувавме, зошто судијата
или судиите што го правеле и сочинувале записникот од надпреварот против Гостивар и Работнички, имаат најдолу потенцирано дека некое лице пред почетокот на надпреварот кажало дека Гостивар мора да победи, ако не ќе напушти надпревар, ќе го прекине надпреварот. Акредитирано лице на Гостивар. Кажано е акредитирано, но јас мислам сега, јас пак потенцирам, мислам дека се мисли на униформирано, а не акредитирано, и имаме информација која што велам треба официјално да си ја потврдат од Фудбалска федерација на Македонија, дека лицето на вистина кажало такво нешто и дека лицето не било во официјалниот протокол на надпреварот, зборувам како акредитирано лице од Гостивар за време на надпреварот, доктор, не знам што имаат таму акредитирани, туку дека било дел од обезбедување или нешто така на Гостивар. Ова е повторно информација, непроверена, непотврдена, ќе почекаме и за тоа да видиме што ќе се случи. Во секој случај и овој случај, овој исказ на еден од 4 судии на овој надпревар ќе биде тема на разгледување на телата и на органите на Фудбалската федерација на Македонија. А одлуката е нивна по тој основ. Така е. Ајде да ја затвараме емисијата, значи ако можеме да извлечеме заклучокот нека биде пораката што Чичко Дончо на свој 90 години, 90 има, нели? Поздрав Чичко Дончо до тебе или селекторе како и да е. Жив и здрав. Жив и здрав да си и да се надеваме дека твојата порака, нашата порака, не да се надеваме. Јас силно верувам дека ќе биде така и до председателот Оме Рагич дека поддршка во борбата да се истрае против секој оној кој што не му мисли добро на македонскиот фудбал. Грешки имало, сме кажале неколку пати, и ќе има, и секој жив човек греши, но суетите, насилството, моќта на парите и слично да си ги оставите дома. И самоволието, кога е на фудбалскиот терен, и девијантните појави. Така е, кога е фудбалскиот терен и фудбалската игра во прашање, Македонија сака фудбал, дајте ни да гледаме фудбал. Тоа е тоа, можете да стиснете лайк, можете да стиснете subscribe, со тоа давате поддршка на нашата емисија, доколку ви се допаѓаме. Останете ни во добро здравје, се гледаме можеби уште утре. Пријатно и до скоро.